Ние не сме задоволни како влада од работата на овој судски совет и на овој обвинител. И тоа е наше право да не бидеме ние задоволни. Да, но зошто ја прекинавте тогаш постапката за обвинител? Затоа што имаш избори, еве сега нема веќе избори, може да ќе ја продолжиме. Нормално е тоа, не е тоа нешто ненормално. Значи ние ќе си ја продолжиме постапката, но она кое што е важно е да напоменеме дека година и половина, еве во декември ќе се навршат, со обвинител избран од претходното мнозинство, не од оваа влада. И ако некој треба да гони криминал, еве, тој нека гони. Ако е оваа влада ваква или таква... Но зошто би го оставиле ако сметате дека водел неселективна битка? Затоа што имаш избори, лимитирани бевме со закон. А претходно рековме, еве да му оставиме шанса, јас тоа го зборував, да се размавне на отворена сцена, да покаже дека е борец за правда и дека гладен за правда. Кога разговараме и кога ви велам дека сум незадоволен од лично јас, но и јавноста, од работата на јавниот обвинител, тогаш логичен след на настани после така јавно искажан збор е негова смена. Многу јасно.